Согласно извештајот на акредитирана лабораторија Технолаб од Скопје, водата во Крива река по земените примероци од водата еден ден по настанувањето на хаваријата во рудникот Ораница е сериозно загадена и представува опасност за животот и здравјето на луѓето. Извештајот по направеното тестирање на квалитетот на водата во Крива река покажува неверојатно зголемени концентрации на штетни материи, а она што најмногу загрижува е 10-кратното зголемено присуство и концентрација на тешки метали, поточно количината на олово присутно во водата. Според ова лабораториско истражување од акредитираната лабораторија, концентрацијата на олово во Крива река е зголемено за неверојатни 10 пати повеќе. Дополнително, за неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанид, фосфор и азот во Крива река. Од тука сакам да порачам дека за ова загадување општина Крива Паланка ќе бара и кривична одговорност, особено затоа што за ваква хаварија кривичниот законник предвидува и кривична одговорност. Затоа го повикуваме јавниот обвинител итно да преземе мерки за санкционирање на сторителот на ова загадување, тоа согласно член 218 од кривичниот законник, кој што предвидува затворска казна од 4 до 10 години за оној кој што со непридружување на прописите за заштита на животната средина ќе го загади воздухот, почвата, водата, водната површина или водотек во поголем обем или на пошироко подрачје. Сметаме дека битието на ова предвидено кривично дело е во целост исполнето, имајќи во предвид дека како резултат на ова загадување на Крива река од страна на концесионерот на рудникот Ораница, загрозен е животот и здравјето на луѓето по текот на реката Ораница и Крива река, но загрозена е и флората и фауната од водотекот. Она што можеби е пострашно, а е што како резултат на ова загадување е загрозена и почвата по текот на овие две реки, но и на река Пчиња, но и на земјоделските насади кои што се наводнуваат токму од овие речни подрачја. Во ризик е ставен и сточниот фонд, кој што исто така се напојува од овие неколку реки, кој што пак индиректно се става во опасност и животот и здравјето на луѓето кои што ќе ги конзумираат овие земјоделски или сточарски производи. Го повикуваме јавниот обвинител да постапи согласно член 219 од кривичниот законник, со кој што се предвидува одговорност и за оние кои што ќе предизвикаат загадување на водата за пиење во извори, бунари, цистерни или резервари за вода со оглед на тоа што водата и водотекот на Крива река и Ораница понираат и во бунари кои што се користат за наводнување или пак за вода за пиење. Дополнително бараме јавниот обвинител да постапи и по член 223 од кривичниот законник, кој што предвидува казна затвор до 3 години за оној кој што ќе ја загади водата за напојување на добиток. Од јавното обвинителство очекуваме да оствари истрага и по член 234 од кривичниот законник, кој што се однесува на тешки дела против животната средина и природата, а во врска со претходно наведените кривични дела. И она што можеби е најважно, апелираме до сите надлежни институции да ги изведат пред одговорност и надлежните од Државниот инспекторат за животна средина, како и пратеникот Емил Спасовски, кој што со своите шпекулации и неаргументирани ставови на социјалните мрежи, но во медиумите пласираа опасни информации дека не се работи за загадување, без притоа да знаат или да имаат соодветни испитувања на водата, пред да ја стават во опасност јавноста со лажно тврдење дека водата е безбедна. Сметаме дека со сето ова тие директно ги довеле граѓаните кои што ја користат оваа вода во опасност од труење или други компликации по нивното здравје. За ова го повикуваме јавниот обвинител да отвори истрага согласно член 355 од кривичниот законник, кој што се предвидува одговорност за доведување во заблуда од страна на службени лица. Почитувани, неодговорноста е одлика на системот кој што ги произведува сите овие трагедии. Неодговорноста, шпекулирањето, популизмот и партиските интереси над интересите на граѓаните
се причината поради која што живееме во држава во која што ништо повеќе не е безбедно. Затоа, на ова мора да се стави крај. Еве можност јавното обвинителство, но и останатите надлежни органи да покажат дека нема да биде како до сега. Општина Крива Паланка, согласно своите законски надлежности, во следниот период ќе ги преземе сите активности за што побрза санација од оваа хаварија, но и како на повикување на целокупна одговорност од настанатата оваа хаварија. Поведете со прашања од присутните медиуми. Водата од Крива река? Водата од Крива река во моментот, според лабораториските, според извештајот на акредитираната лабораторија, е загадена и извештајот ги добивме само пред неколку денови, каде што при самиот извештај е констатирано присуство 10 повеќе од дозволеното, присуство на олово, но како и зголемена pH вредноста, азот, фосфор, нитриум, цијанид и останати тешки метали кои што најверојатно имаат и следни други последици по однос на здравјето на граѓаните. Државниот инспекторат за животна средина има земено монстри во моментот на хаварија. Открива река. Суштината на одговорноста на која што денеска преку овој прес ја повикавме сите они институции кои што се надлежни во дадениот момент, и клучот на вашето прашање лега тука затоа што сметаме дека државниот инспекторат нема постапено согласно своите законски надлежности. Тие кои се сеќавате преку соопштение кој што го пласираа преку својот Facebook профил, дадоа констатација дека станува збор за технолошка вода, двете соопштенија од Државниот инспекторат за животна средина, дека станува збор за технолошка вода, без притоа да направат соодветни анализи на самата загаденост на водата. Со тоа сметаме дека свество ги има доведено здравјето на граѓаните на Крива Паланка, но од друга страна имаат направено и сериозно пропуст во извршувањето на инспекцијскиот вонреден надзор, затоа што тие како одговорни во целокупната постапка имале обврска да земаат и да наложат на правното лице во моментот да направи анализа на водата која што е за жал денеска се покажува дека има присуство на тешки метали. Дали тоа значи дека нема земено државниот инспекторат монстри, ниту пак му има наложено на правното лице тораницата? Според изјавата од Facebook, оно што можевме да го прочитаме, најверојатно тие немаат земено анализи на водата и како што кажав, сметам дека тука имаат направено прекршување во самата постапка, а она што го видовме утрово пред најавата на самата пресконференција од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, имаше едно соопштение во кое се наведува дека е изречена прекршочна пријава кон правното лице во износ од 200.000 евра, што во овој момент исто така сериозен пропуст во работата на Државниот инспекторат за животна средина. Тие во овој случај неминовно е било да наложат и земање на монстри од водата на Крива река, се со цел постапката да завршат така како што треба согласно своите законски надлежности. Други останати прашања? Да. Покрај Крива река има дел од бунарите преку кои се снабдува градот со вода за пиење. Во каква опасност се? Видете, во изминатиот период имаше различни прашања кои што и лично до мене беа упатени по однос на безбедноста и квалитетот на водата за пиење од бунарите кои што се во непосредна близина на течението на Крива река. Во моментов е пристапено кон анализа на самата вода за пиење кој што ја користиме, но според она што го знаеме никаква информација не е доведена во опасност водата за пиење од градскиот водовод, но секако ќе ги почекаме официјалните резултати од акредитирана лабораторија за да можеме како официјално известување истото да го проследиме до граѓаните на Крива Паланка.